Здраво! Ова е 10-та сезона на Зебра и во првата дебата што ја отвораме, ги соочуваме аргументите за и против една многу актуелна тема овие денови во јавноста, за декриминализацијата како прв чекор кон легализација на марихуаната и лесните дроги. И натаму остануваме отворени за вашите ставови, за вашите размислувања и се разбира ве повикувам да се вклучите во дебатата преку нашите Facebook и Twitter профили користејќи го хаштагот ЗебраМК. Со нас денеска во студиото се Маријан Николовски, новинар и уредник од Сител телевизија, здраво, и Џон Илија Апелгрен, познат джез музичар, бизнисмен и други епитети. Здраво. Илија, оваа година New England Journal of Medicine направи едно истражување во која беа вклучени 1446 доктори од 72 држави од Америка и надвор од Америка. Запрашани хипотетички дали на жена која што има тешка состојба на канцер со метастази би дале марихуана за да ги ублажат незините симптоми, над 3/4 од нив рекле да. Наспроти тоа имаме една ситуација во која што нашиот познат уметник Кирил Поп Христов моментално е во притвор, во исто така во тешка состојба, поради поседување на тој медикамент кој што за жал е недозволен. Дали тоа ја покажува всушност апсурдноста на една ситуација? Во една држава имаме човек кој што го држиме во притвор заради тоа, а во друга држава или во државата каде што имаме најнапредна медицина, тоа е дозволено. Па да бидеме сосема фер, не е само во нашата држава таков случајот. Проблемот е датира од многу поодамна. Тоа е од искривената перцепција за билката, за канабисот. И иако пред 1937 кога е забранет во поголемиот дел, односно прво во Америка, па потоа и во другите држави канабисот, освен во Иран, само во Иран никогаш не бил забранет. Имаме ситуација каде што се стигматизира таа билка, каде што се снимаат филмови, пропагандни материјали, кај што е прикажана како сатанска, најстрашната, и се забораваат сите оние претходни искуства каде што се користела за лечење на повеќе медицински состојби. Во најобемната студија која е направена во врска со канабисот, која е финансирана инаку од здружение кое се бори против легализација или декриминализација и кое траело 30 години на UCLA универзитетот. Главниот ресерчер, односно главниот истражувач Доналд Ташкин, после 30 години екстензивно пробување да докаже дека пушењето на марихуаната предизвикува рак, е еден од главните поборници сега за легализација, затоа што открил дека не само што не предизвикува рак, туку ајде смешно може вака од небо звучи, дека дури функционира као дилататор, односно ги отвара белите дробови и помага тие да се исчистат, за разлика од, например, цигарите кои никотинот ги собира крвните садови, предизвикува срцеви болести и така натаму. Така да е апсурдна состојбата секако. Дури онаму каде што се користи како медикамент, не се користи природното растение, туку се користат синтетички супстанции на активната состојка на марихуаната. Дали тоа уствари покажува дека фармацевските компании играат голема улога во незината прохибиција? Токму така, затоа што секаде каде што има можност за профит, нормално дека некои интереси се побитни и од човечкото здравје и заради профит имаме војни, имаме и секако кога е спакувана од фармацевска куќа, тогаш таа кошта повеќе, а вака би можеле да си ја растеме дома и да ја користиме како што луѓе растат Макдонос или што ја знам, пијат чај од камилица, ајде Макдоносот не знам кои се неговите здравствени овакво бенефити, меѓутоа пиеме чај од камилица или од липа, може исто да се деси утре да забрана чај од липа, па Добро, кога еден од главните аргументи зошто треба да се дозволи декриминализација, значи на лесните дроги, најчесто се користи и оној аргумент лична слобода
Значи мое право што јас ќе правам со моите пари, со моето тело, но во овој случај кога веќе зборувавме за општествените норми и за она што е корисно за целото општество и за неговите граѓани, колку општеството пак може да има доверба во проценката на секој поединец кој што ќе има пристап до лесна дрога? Прво, не постои медицински, марихуаната не е медикамент. Туку се уште во светот се дефинира како наркотично средство, медикамент е нешто друго. Не постои медицинско истражување, апропо на што збори Илија, дека по кое е дефинирано и научно докажано дека марихуаната не предизвикува серија зависности, серија болести, серија нешто кое што го оптеретува човечкото тело. Можеби она прашање Маја што го спомна, меѓутоа анкетата за која што збори вели дали би му дале марихуана за да ја ублажи болката. Меѓутоа не и да ја излечи болката. Значи има голема разлика во тоа. И оние држави каде што има легализација, и тоа легализација, меѓутоа контролирана легализација, тоа не подразбира нити во Холандија, нити во 10% на територијата на Америка, ако веќе зборуваме за најслободната држава во светот, таму не повеќе од 10%, значи тоа се неколку држави, мислам 12 ако не се лажем, тоа кои што имаат легализиран процес на користење на марихуана, меѓутоа контролиран легализиран процес. Тоа значи дека вие не можете да дојдете на улица и да садите дома марихуана и да продавате. Се знае во Холандија како се кај се консумира марихуана, тоа се кофи. Во Шпанија, се извинувам, може дома да садите. Меѓутоа зборуваме за процес кој што легализација кој подразбира контролирано со државата и тоа државата го прави за профит. За да го оданочи. Бизнис тера со тоа. Дали тоа значи дека ако тоа помине... Меѓутоа, во тие држави кај што кај што постои легализација, постои и листа на канабис кој што може да се продава, кој што не може да се продава. Ме разбирате? Така што она за кој што сега околу медицината, значи не постои научно истражување кое дефинира дека марихуаната е медицински лек кој што лечи. Може би ублажува болки, меѓутоа и метадон ублажува болки кај нас во медицината, се користи метадон за оној кој што има сериозни големи болки, неиздржливи болки, ако не помагат другите медикаменти. Користи медицината метадон. Она што е сигурно медицински дефинирано е дека во најмала рака 10 до 15 елементи од човечкото тело ги поттикнува марихуаната, кое што го зголемува ризикот од можни заболувања. Значи, ако споредите, например, пушењето со цигари, може би поголем процент на зависност и на ризик постои кај марихуаната отколку кај цигарите. Второ, најголем дел од психичките болести најлесно се поттикнуваат со марихуана. Што е со импликациите на марихуаната врз глауком, катаракта, мултиплекс склероза? Постојат научни студии кои покажуваат дека влијае на лечењето. Не на лечењето, можеби на ублажување на болки на такви ствари, затоа што ако постои медицински истражување, нема да го кријат ни фармацевтите, ни никој. Напротив, фармацевтските компании ќе бидат првите кои ќе сакаат да се легализира во свет, затоа што ќе направат огромни пари од тоа. Како би направиле кога тие синтетички го произведуваат, а тука станува збор за природно одгледување. Пазарот на painkillers, така наречени олеснувачи на болка во светот, тежи 22 милиарди долари. Што ќе се случи со тој пазар доколку се легализира марихуаната? Значи, загубата ќе оди кај фармацевтските компании. Нема да оди кај фармацевтските компании. Ќе оди кај фармацевтските компании загубата, затоа што нема да можат да остваруваат профит од контролираната продажба на билката. Зборуваме за забранета билка. Забрането нешто што во не така далечна иднина слободно растело и се користело дури на нашите простори. Например, во Југословенска енциклопедија 78 пишува дека конопља во Југославија растела и остварувала Југославија од тоа огромни средства од извозот. Најмногу растела во Војводина. Од 1930 до 1939 година вкупната тежина на конопља која е на канабисот кој е произведен во Југославија тежи колку
целата пченица произведена во Македонија 2011. Според Завод за статистика, колку што најдов пченица дека сме произвеле. По вредност, така? По тежина. Добро. А во меѓу 65-та и 74-та година во Југославија во Југославија тогашна е засаден канабис на површина колку сите лозија во Република Македонија денес, малце повеќе. Ние имаме 21.000 хектари под лозје. За кој тип на канабис? Канабис сатива и они имале засадено 23.000 хектари и произвеле 145.000 тони сува билка канабис. Се ми јасно зашто сум овој дел од светот не оваква состојба. Страшно голема количина на канабис произведувала државата. Наеднаш таа е избришана, воопшто не се спомнува нити како дрога, напротив се спомнува како индустриско зелје, кое се користи за производство на коноп, гориво, улје и сточна храна. Околу тоа што преска го спомна дека марихуаната или канабисот дека предизвикува зависност, јас па прочитав истражување каде што се споредува пушењето на канабисот и цигарите и активните состојки во канабисот не можат да предизвикаат зависност, за разлика од никотинот која предизвикува зависност. Добро, ние тоа на улица го гледаме, зависноста од канабис и од марихуана се гледа на улица. Ние имаме зависност и од кафе секој ден, ако можеме да ја крстиме зависност. Значи, меѓутоа, кафето не предизвикува насилство. Не предизвикува психички расстройства. Како дека канабисот предизвикува насилство. Напротив. Еден од најголемите индикатори за развој на симптомите на шизофренија, на пример. Не можам да сложам. Многу поголем него поголеми тешки дроги. Никако не можам да сложам со тоа. Сите оние кои пушат канабис се напротив, не се агресивни, него се многу смирени и кул. А не дискутираме сега за тешките дроги, за кои што сум изричито против. Не ги мешаме. Меѓутоа, не ги мешаме. А тешките дроги у медицината имаат поголема корист него марихуаната, на пример. Во медицинава оваја, сегашна, каде што фармацевските куќи произведуваат лекови со користење на тие билки, така? Затоа изборуваме. Не, зборам, тешки дроги имаат поголема улога во медицината, него да речеме. Например, хероинот има каква улога? Па, не зборам сега за хероинот, зборам не знам точно за. Добро, ако ми дозволите, значи со забраната за пушење, значи која што беше воведена пред неколку години, со ограничување на времето во кое можете да набавите алкохол, очигледно дека македонското општество се позиционира како прилично рестриктивно во однос на овие пороци. Ќе ме молам од режија ако може да го погледнеме слайдот во кој што последното истражување кое што е направено во Македонија, значи во текот на оваа година, покажува дека најголем дел од македонските граѓани не се согласуваат со декриминализација или легализација на марихуаната и лесните дроги. Тогаш зошто сметате дека македонското општество треба да ја отвори вратата и зашто впрочем зборуваме за декриминализација или за легализација? Зборуваме прво за декриминализација, а мене ми се допаѓа, јас читав во Шпанија на пример. Пазите, во сите држави легализацијата е ограничена легализација. Тоа не значи дилање или пушење на секое место и така натака. Во Шпанија, на пример, тоа е државен бизнес. Значи, секаде е различно тоа регулирано. Меѓутоа, во Шпанија, на пример, можете за свој потреби на свој приватен имот да засадите и одгледувате канабис и можете да уживате во него во приватни простори. Меѓутоа, кога фати државата дека ги дилате, веројатно е поголема казната него овде. Така? Апсолутно. И јас се сложувам дека не треба никој да дила. Значи постои казна. Значи државата не тоа што го легализирала делови од општеството кај што возможила на некој кој што сака да користи канабис, не значи дека државата не го испрлила мислењето дека тоа е штетно или не. Ако има перцепција дека тоа не е штетно, тогаш ќе го легализира комплетно. Како водата е штетна. Значи, сега да не ја кажам формулата која е, меѓутоа можете да убиете човек ако му даете доволно количина вода за одредена сатница. И човекот ќе умре од обична вода. Таа не е забранета, имаме и достапна сегде. Јас во тоа колумната што ја пишав,
Пишав дека нас не се достапни еден куп отрови кои можат деца да ги купат и да ги користат. Апсолутно. Отровите што коштаат, баш скоро имаше во весниците 150 денари во земјоделска аптека, со кои ги трујат кучињата по лице, е достапна за секого. Или охолепакот. Зборуваме или охолепакот. Зборуваме за Добро, билка, зборуваме за билка која се користи за еден куп работи, од која ни еден човек не умрел, никогаш, освен ако му ја набутате веројатно сува у грло, па се засркне и умре од така. Значи, за да умрете од активните состојби на канабисот, треба да испушите 618,5 килограми канабис за 15 минути, што е невозможно. А од цигарите можете да добиете никотинско труење и да умрете. Од алкохол исто така можете да умрете. И сите се тие подостапни. Значи, зборуваме за нешто што е забрането, а нема никаква во реалноста оправданост. Ова што се однесува до дали марихуаната треба да се легализира или декриминализира, зависи од прашањето како е поставено, се должи на тоа што, баш тоа велам, дека постои кампања која вели марихуаната е зло, а ако пушиш марихуана, после ќе почнеш да ќе се префрлиш на тешки дроги, што е апсолутно неточно. Има едно од последните истражувања кои што успеав да ги најдам околу дебатата за легализација или не, најмногу во Америка, потрои се там каде што легализиран дел не е поврзано со сообраќајните несреќи и статистиката околу тоа причинители на сообраќајни несреќи. После алкохолот кој што е над 35% како причина за смртоносни сообраќајни, за меѓутоа е казнив со закон. Кој не е забран, добро. Меѓутоа е казнив со закон. И забранете за лица до 21 година. Добро. Втор најголем причинител за смртни сообраќајни несреќи со 29% е марихуаната. Еве веднаш да ви одговорам. Ако кај нас казнуваат за над не знам колку промили алкохол во крвта кога возите, нека казнуваат и ако некој е надуван и вози. Мислам, сакам да кажам, ова е најголемото зло, а ова е окей, ние ќе седиме у кафана, ќе пиеме, ама тоа е добро, после ќе си возиме. Државата нема проблем со тоа, затоа што наплаќа акцизи на алкохолот. Мислам дека се погрешно ги ставаме тезите зашто сме против, зашто е алкохолот дозволен, зашто се цигарите дозволени. Мислам, се труеме секојдневно со еден куп адитиви во храната, меѓутоа зборуваме за една билка која се пушела од секогаш, се користела за исхрана од секогаш. Декларацијата за независност на Америка е пишана на хартија произведена од канабис. Фордовите автомобили во тоа време се возеле на биодизел произведен од канабис. Зборуваме за една билка која и текако има корист едно општество да ја произведува и од нејзе да има бенефит. Да има корист. Ајде, бенефит да не го користи. Добро, само уште ова, за користењето, значи во случајот еве повторно ќе се вратиме на Кили, кој што е нели во притвор, односно може да добие и казна затвор. Зошто да речеме затворот би бил вистинско решение за казнување на корисниците на марихуана, а не да речеме терапијата која што можеби би била и по-бенигна и поевтина за државата, за општеството? Прво да рачистиме на работа, колку што јас сум запознан, Кили не е во притвор за користење марихуана, туку заради производство на марихуана, веројатно и дистрибуција. Тоа ќе утврди истрагата, ако е точно тоа за 80 или како рече полиција 80 на растенија кои што според македонските кривични закони тоа е се вика недозволена трговија и не знам како е таму уште и производство и дистрибуција на наркотични средства и психотропни супстанции. Ако што знам, Кили е за тоа во затвор, а за тоа во затвор во Македонија треба да биде секој кој што се занимава со тоа, не дека е Кили прашањево. Мислам, поставаме извртени морални вредности сега, пошто е Кили, ајде да не биде у затвор. И со еден Џонт исто така ќе беше во притвор. Во Америка во затвор за поседување дрога завршувале многу поголеми звезди од Кили, мислам, сега да правиме реално муабет. Од Витни Хјустон па до не знам било кој друг биле преведувани. Така, и кога ќе се случи тоа со еден лик кој е познат во јавноста, тогаш се покренува дебата и таа дебата би требала да проба или не да успе или не успе нештата да ги промени. Значи, затоа изборуваме сега за оваа тема, затоа што баш е Кили
тој што е во притвор. Меѓутоа, за да можеме да зборуваме за промени, мора да имаме нешто што ќе значи сигурен аргумент и нешто што ќе значи светско признание дека марихуаната не е штетна. Ние во моментот на светско ниво медицината такво нешто има нема. еден куп истражувања кои тоа го потврдуваат дека има. Значи нема, Значи, ако е така тога не може у 99% државите да биде забранета. Не сме само ние лошото општество. Јас кога би работел во некој медицински институт и кога би допрела до мене муабет дека со хемпоил со уљето од цветовите од канабисот се произведува масло кое помага во уништување на ракот и на метастазите, тогаш би почнал да истражувам, би ги читал тие научни докази и би дошол до некакво сознание кое потоа веројатно постои некој систем по кој што таа работа се движи, би стигнале до релевантна институција каде што нормално не може една политичка партија или влада, затоа што ова нема врска со политика, да преземе тако чекори да рече ајде ние ќе ја декриминализираме. Меѓутоа, веројатно, доколку сите аргументи се стават на маса и сите политички партии речат, окей, нема да правиме проблем доколку се поднесе такво барање, значи зборуваме за декриминализација. Ако се декриминализира канабисот, тогаш кили нема што да го причина... декриминализираме? За сопствена употреба или за дилење? За сопствена употреба. Не може да декриминализираме дилење. Обвинение против кили? Не е во моментот. Значи да не предпоставуваме, така. Значи зборуваме за ситуацијата, фали полиција со еден џоинт и не е кривично дело, него или те фати со саксии дома. Ама кој може да оцени дали тие саксии дома се за твоја употреба или за комшијата на втори спрат, кој што е наркозависник? Чекайте малце, јас сега можам да шетам по улица, кој може да види дали јас сакам утре да губиам комшијата или не. И треба да ме уапсат за под предпоставка. Ако меѓутоа ако носите пиштол Магнум 45 у себе со 9 куршуми, кој што законот вика дека не може да го носите, ќе те уапсат нормално. Значи има еден куп луѓе кои шетаат со пиштоли и ги ставаат во кафана на маса. Па не ги гледам затвор. Значи зборуваме за декриминализација. За луѓето кои што користат или имаат канабис, да не бидат ставени во затвор, туку да се ослободи место за еден куп луѓе кои во моментот се во затвор и таму да се најдат силувачи, педофили, тепачи, убици и полицијата да може да има време уместо да фаќат деца кои дуваат џоинт, да ги фати вистинските криминалци кои го прават ова општество све помалку и помалку сигурно за живење. Имаме убава држава, порано беше многу поубаво да се живее, немаше толку многу криминалци. Сега ги гледаме на секој чекор. Подобро тие да бидат во затвор, отколку луѓево, кому никому лошо не направиле, туку чувале дома саксија цвеќе. Или саксии цвеќе. Има некоја жена што чува 50 мачки дома и 30 бегонии во саксии. Никој не ја апси. Меѓутоа, ако чувате 40 саксии канабис, ве апсат. Логиката не можам да ја разберам. Затоа велам дека треба да се декриминализира и луѓето да излезат од затвор. Добро, во тој случај, тоа санкцијата парична веројатно би требало да биде 4 до 5000 евра за поседување џоинт. Или 100 денари. Некако мора да се санкционира тоа кривично. По нашите... Знаете ли дека може да се пуши лаванда? И дека луѓе тоа го прават за да бидат хај? Таа не е забрането. Знаете ли дека со олеандер, кој е една од 10 најотровни билки, се еден куп жардинјери низ градот? Зборуваме за билка која нема такви својства како што имаат други кои се многу поопасни и ги имаме секаде. Зборуваме конкретно за канабисот. Значи е таја точно дефинирано на нишанета и отстрелана. Не е сомнително, не си викате зошто баш канабисот е забранет. Зашто не е забранет олеандер да се одгледува? Ако почнете да чепкате, ќе дојдете до вистината зошто е забранет. За жал времето не принудува тука да ја завршиме оваа одлична дебата. Ви благодариме што бевте дел од Зебра. На гледачите им благодариме што не следеа. Поздрав. Благодариме за поканата.